Социјален диалог во рамките на кампањата Учи паметно, работи стручно се организираше денеска во кружната сала на поранешен комитет од секторот за образование при општина Куманово и средните општински училишта. Станува збор за кампања на Министерството за образование и наука која се спроведува веќе 4-та година во соработка со Швајцарската амбасада за развој, а се однесува на настава за зголемен број на часови во средните стручни училишта, односно дуални паралелки. Секторот за образование изготвија анализа од претходно поделен анкетен прашалник од страна на средните стручни училишта во компаниите на територијата на општина Куманово, која покажува за кои струки, односно профили, компаниите имаат интерес. Податоците пред представници на приватниот сектор, директорите на училиштата, стручната служба, наставниците ги презентираше раководителот на секторот за образование Александар Јовановиќ. За тоа кои профили биле најбарани од учениците говореа директорите на општинските стручни училишта Наце Буѓони и Перо Наков, Драган Јаневски и Мила Живак Димковска, како и директорката на Државното средно училиште Регионален центар за средно стручно образование Киро Бурнас Весна Трајковска. Проследете ги изјавите во продолжение. Вкупно 67 компании го пополнија успешно прашалникот, пошто ние изготвивме анализа. Таа анализа денеска ќе биде презентирана, представена на компаниите, представена на директорите и членовите на стручните служби и нормално наставниците од средните стручни училишта за потребите што компаниите имаат или им е нужно неопходно за пополнување на работни места од аспект на нови струки кои може да бидат опфатени во наредната учебна 2025-2026 година. Нормално претходно на 31 март согласно законот треба да излезе и оглас во кој учениците ќе може да конкурираат на една од струките кои тие ќе изберат. Точна е вашата констатација, од 2021 ефектот е видлив, повеќе ученици го избираат стручното образование, поточно дуалните паралелки, затоа што им носат голем број на бенефиции, а паралелно на тоа, како што го истакнав и вчера на советот, се намали бројот на ученици за општинското, за гимназиското, тоа е за она што значи гимназиско образование. Така да задоволен сме од одзивот на компаниите со интересот што го покажа да ја пополнат анкетата, а согласно нивните потреби ќе биде доставено од страна на училиштата и огласот, тоа е она што ми е потребно на нив, а последен збор ќе го има Министерството за образование и наука. Скоро имаме и многу воведени смерови нови од минатата и предминатата учебна година, како во општинските средни, така и во регионалниот центар, но компаниите нормално си бараат и дополнителни струки кои сега за сега ги нема. Ние во Наце Буѓони имаме една паралелка, дуална паралелка, ама направена со вистинска фирма. Значи се работи за Дреслер Мајер. Тоа е гигант, германски гигант кој што има погони во Кавадевци и во Куманово, во индустријската зона. Со нив имаме меморандум за соработка и посетуваат настава кај ни 20 ученици. Веќе трета година е таа дуална паралелка кај нас и интересот е се поголем и поголем. Во почетокот не беше пополнет бројот, кога стартуваше, затоа што беше непознат за учениците деветодаленци, како одминуваше времето, значи како одекнува добрите коментари за фирмата и за наставата што се изведува таму, се поголем и поголем број, така да оваа година последната е фул запишена таа паралелка. Значи тоа е фирма која што со сите нишани, значи со лаборатории, со огромни инвестиции, така да учениците работат во вистински услови како што треба. Другите паралелки и другите струки што ги имаме кај нас не се во моментот дуални, работиме на таа проблематика, имаме контакти, пред се мислам на големите фирми, со Окта имаме контакти за дуална паралелка за 2 профили, со Кентаурус, бивша Искра, исто имаме контакти, со Евана имаме контакти, така да се е во процедура, па ќе видиме сега со новиот закон што стартуваше за средно образование, стручно образование, како ќе излезат приликите и што ќе обрнеме поголемо внимание. Минатата година најголем интерес во дуалните паралелки имавме за техничар за e-трговија и дигитален маркетинг во македонските паралелки, за правен техничар дуална паралелка во албанските паралелки. А од други техничар за графички дизајнер имавме најголем интерес. Мислам дека интересот и оваа година така ќе продолжи, затоа што и од претходни години таква и тенденцијата, најголем интерес има за овие паралелки профили.
Ние сме едно од училиште кои што воведовме нови струки, баш токму со овој социјален диалог со партнерски компании. Тоа беше техничар за патен заобраќај и од здравствена струка фармацевски техничар и дентален асистент. Реално кај нас минатата година имавме најголем интерес и тоа баш интерес голем за техничар за патен сообраќај, потоа за здравствена струка и се разбира од земјоделско ветеринарна и така наредени поред најмалку имавме за оние 3 годишни, како и по обичај, за 3 годишно образование има најмалку интерес. Сега во овој момент, значи оваа година додека како што почна, веќе имаме интерес од ученици, од 9 оделенци кои што сами ни се јавуваат кај професори, кај мене, доаѓаат во училиште родители и од тоа гледаме дека пак веројатно ќе има најголем интерес за здравствената и за техничар за патен сообраќај. Сега од денешниот состанок што ќе го имаме тука, ќе видиме што ќе има интерес од компаниите, ако некаде ние се пронајдеме, веројатно ќе побараме и таа струка да се воведе.